Од денес минималецот е 20.175 денари и е за околу 2000 денари поголем од досегашниот, што разликата од 2000 денари ќе значи за работниците во инфлацијски услови. Не се доволни тие пари, тоа е преживување само, тоа инфлацијата ги има тие пари зедено и мислам дека тоа е само владата ги крпе работите на луѓето, ги замарува, дека нешто и помага. Како да ви кажам, не е кој знае колку да ви кажам. Не. За нас па пензионерите ништо не кажуваат па. Како бе, пари нема ништо, штета во голема. Леко рбиш, шо е турбиш? 500 динара да дали. За некој да, за некој не. Малку е. Шо е 2 лидарки? Секој ден се интереснат. Синдикатот за новиот минималец веќе се произнесе, а денешниот став е следниот. Дали е тоа доволно? Сепак не е доволно, но се верувам дека понатаму ќе се најдат и други механизми со кои што би се поправил стандардот на граѓаните, односно и на вработените. Се надевам дека понатаму сепак синдикатот ќе вложи многу напори за да бидеме во тек за сите оние проблеми кои што ќе произлезат и доколку продолжи ова инфлација да има и други корекции на платите. Во контекст на заштита на животниот стандард е и одлуката на владата која временски речиси се поклопува со новиот минималец. Имено, од 16 март на сила стапуваат новите цени за основните артикли, кои значат минимално намалување од 10 до 15 на 100. Овие намалувања, заедно со новиот минималец за граѓаните, значат нешто, но сето тоа заедно се уште е далеку од трошоците што ги имаат, колку според нив треба да е минималната плата, односно пензија. Па кошничката, нели, има се институции што знаат колку треба да биде потрошувачката на кошничка на 4-членова фамилија. Од 25.000 не треба да бидат подале, да ви кажам право. Вака, 2.000 динара може на пензионерите, а на оние 3.000, 4 повеќе. Пензијата испод 20 треба да биде. А платата? Па треба да биде тоа согласно, плати пензија треба заедно да одат, че минимално, тоа и тоа минимално треба да оде.